На 24 април ќе има избори и од тоа нема да отстапиме. Секој кој ќе учествува на тие избори знае дека со тој чекор придонесува за развој и стабилност на Македонија, а оние кои ќе ги бойкотираат изборите, свесно знаат дека со тоа и нанесуваат штета на државата. Ова го изјави Антонио Милошовски на трибината на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, која синоќа се одржа во Македонски Брод. Според Милошовски, изминатава година Македонија била заложник на вештачки создадена политичка криза од страна на Зоран Заев и СДСМ. Криза која била создадена во соработка со некои разузнавачи и луѓе со криминални досиеа. Таа криза, според Милошовски, единствено ќе се решила со демократски и легитимни избори. Време е партиските интереси на тие политичари што предизвикуваат кризи да ги оставиме настрана и да ги ставиме пред нас на прво место државните интереси и интересите на Република Македонија. Тие што ја стодадоа кризата и бараа предвремени избори, сега ги добија, ние закажавме датум, парламентот го изгласа, од него нема да отстапиме, на 24 април ќе имаме избори, кој сака да учествува е добре дојден. Милошовски нагласи дека за прв пат после децении, за време на оваа влада во Македонија можело да се зборува за инвестиции, нови работни места, покачени пензии, плати, субвенции за земјоделците. Тие и претходните избори кога беа, кажаа една реченица дека народот греши и тогаш кога е во право. Ние од ВМРО-ДПМН имаме поинаков став и ние викаме дека народот секогаш е во право. И на 24 април народот ќе биде во право. На трибината беше потенцирано дека во Македонски Брод со помош на владата се направени значајни и капитални проекти. Се изградија многу локални патишта, локални водоводи, локални улици, се изградија спортски сали, а сакам да нагласам дека во моментов се гради локален пат за село Могилец, се градат локални улици во село Самоков. Сето тоа се гради со поддршка, со средства од владата на Република Македонија, се уредува пештерата Пешна, која ќе стане една туристичка атракција за општина Македонски Брод. Беше потенцирано и тоа дека оваа година ќе се градат локалните патишта за селата Волче, Звечан, Сушица и Сланско, а ќе се работело и на отворање на индустриската зона кај Барбарас.